Се наоѓаме во општина Илинден и имате една акција, активност која што некако во континуитет трае, тоа е пошумување, на кои места и за колку садници станува збор. Така како што спомнавте, Илинден традиционално секоја година спроведува акцијата Илинден зелена општина, која се спроведува овој период кон крајот на годината и дел на почетокот на пролета негде во март месец. Токму овој период, овие денови, оваа акција се спроведува на неколку локации во урбаниот дел, но исто така се спроведува и во Ридскиот дел, на делот Ајватовци, Бучинци, Ридот. Така да во целата акција, која што се уште трае, треба да се засадат над 1000 садници, од кои што дел се за планинскиот дел, за Ридскиот дел, а добар дел се високи, убави садници кои што ќе бидат засадени поред патеките, парковите, односно во урбаниот дел на општината. Така. Пред самиот крај на годината секогаш локалната самоуправа, општините, конкретно и вашата општина го носите буџетот, се уште не е донесен, меѓутоа имате сигурно приоритети за наредната година. Така е, така е. Како што спомнавте, декември месец сме, се спремаме за носење на буџетот за 2025 година. Негде втората половина на декември истиот ќе биде усвоен од страна на Советот на општина Илинден. Можам да најавам дека и 2025 година, како и 24 изминатите години, акцентот ќе биде ставен на капиталните инвестиции. Имаме многу проекти кои што се започнати, кои што ќе треба да се довршуваат во 2025 година, но има и многу проекти кои што ќе започнат со работа во 2025 година. Можам да ветам многу инвестиции во делот на патната инфраструктура, реконструкции на главни сообраќајници, изградба на улици низ целата територија на општината. Продолжуваме со инвестиции во заштита на животната средина, односно во голем дел изградба на фекални канализации, водоводни реконструкции на системи, во спортската инфраструктура вложување во образованието, во детската заштита, вложување во многу сегменти од општественото живење, така да можам да најавам дека Илинден во 2025 година ќе биде едно големо градилиште. Одлично, верувам дека и поврзувањето на колекторски систем Илинден Марино со пумпен уред е тоа еден капитален проект, навистина беше повеќе од потребен, или? Така. Како што споменав, Илинден многу како општина вложуваме во изградба на фекалната канализација. Овој проект што го спомнувате еден финиш на колекторскиот систем Илинден Марино, каде што со спојување на двата колектори со еден препумпен уред се вадат фекалните води надвор од населените места до определена локација која што е замислена да има и во иднина да се проектира и посебна прочистителна станица. Тој проект е во тек и очекувам дека почетокот на 25 година ќе биде завршен. Дополнително на тоа и во делот на Илинден, во горниот дел од Илинден, односно во делот местноста Плац, се работи на доградба на овој колекторски систем, каде што се градат посебни колектори за тој дел од населението и веќе и таму во 2025 година очекуваме да заврши и тој проект. Да, одлично, навистина ќе го надминете, можеме да кажеме, еден акутен проблем. Со она што го споменавте со носењето на буџетот за наредната година, поврзување на буквално сите населени места во општината, сакам да кажам дека покрај изградба, доградба, доуредување, поставување на пешачки патеки, постојано работите на сигнализацијата на улиците, сообраќајниците. Така е, паралелно со изградбата и реконструкцијата на локалните улици и патишта, се вложува и во изградба на сообраќајна сигнализација. Дали е хоризонтална, дали е вертикална, значи секако дека се вложува, секоја нова улица што се реконструира, пропратно се поставува и нова веќе сигнализација, дали е тоа обележување на нови пешачки премени, ленти, дали е поставување на нови сообраќајни знаци, онаму каде што е предвиден со сообраќајен проект и лежешки препреки или за возилата, така да и во тој дел сме многу активни. Има потреба, еве сега се наоѓаме на една прекрасна патека, има ли потреба од вакви пешачки, велосипедски патеки во општината, каде што навистина треба да се изградат? Така е, нормално, со самото зголемување на бројот на жителите, со самото зголемување на обемот на сообраќај во нашата општина, многу е потребно да се градат нови пешачки патеки, така да и ние во изминатиот период имаме изградено голем број на пешачки патеки, во наредниот период продолжуваме. Речи
си сите главни улици што се сообраќајници во населените места се пропратени или со реконструкција на постоечките пешачки патеки или со изградба на нови пешачки патеки. Така да само изминативе години буквално изградивме многу патеки. Овдека кај што сме се моментално е улица 532, комплетно изградена нова пешачка патека во должина од 1200 метри. На улица 2 се изгради комплетно нова пешачка патека од 600 метри во еден дел, во друг дел преку надвозникот од 350 метри, на влезот уште од 100 метри. Во Милодиново се изградивме 1000 метри, Кадино изградивме 300 метри. Сега во Мралино со вторава фаза ќе комплетираме пешачка патека подолго од 1100 метри. Така да и многу други пешачки патеки се во јака местност, да не ги набројувам, така да многу пешачки патеки се градат. Така, јас споменавте јака, меѓутоа општина Илинден е позната и по буквално изградени нови населби, населени места. Колку се тие урбанизирани? Има ли потреба? Секогаш имате и средба со граѓани редовни, можеби да се некогаш и кампански или по потреба? Какви се тие населени места? Можеме ли да се пофалиме или да се пофалите како општина дека се веќе урбанизирани? Така, што недостасува? Илинден е составен од 12 населени места. Паралелно се вложува согласно потребата во сите 12 населени места. Нормално дека поголемите, поцентралните места се поурбанизирани, другите се порурални, но како што кажав, имаме местности каде што имаме и ново изградени делови, и таму исто така се трудиме инфраструктурата да не каска позади овие делови и таму се вложува. Имаме изградби на висококатници периодов, но имаме и на куќи за индивидуално живење, кои што се градат изминатиот период на многу локации низ општината. Се трудиме секоја општината да може да во возможни нормални услови за живење. Пред Нова година веќе можеме да забележиме дека голем дел од општината е украсена. Како ќе се забавуваат граѓаните од оваа општина и буквално какви ќе бидат овие предпразнични, новогодишни, божикни? Така е, како што спомнавте, треба ни се ближат празници, еден период во годината каде што сите сме поопуштени, порасположени. Се надеваме дека и нашите граѓани ќе имаат таква можност дури на територијата на Илинден. Ние изминативе 2 години заедно во партнерство со општествено одговорни компании организираме неколку настани кои што се предновогодишни. Токму на оваа локација позади нас се поставува елка, се поставуваат временни објекти, се поставува бина каде што во предновогодишните денови неколку дена ќе имаме активна музичка програма и за најмалите и за повозрасните, така да ќе ги поканиме сите граѓани со конкретна програма која ќе ни биде финализирана заедно со организаторите, тоа се општествено одговорни компании кои што го организираат се тоа со поддршка и покровителство на општината да бидат присутни на овие предновогодишни забави и настани. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата.